22 кутии. 22 надпреварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро ти вечер, банкару. Се вративме во колосек со 52.000 на Андреј. Во минатата емисија господја Олга си отиде без ништо. И повторно е време да се враќаме во колосек и да се враќаме со убави суми, со убави понуди, со суми со кои што нашите надпреварувачи ќе си одат и секако со 1 милион или можеби 2. Драги наши гледачи, добра ви вечер. Новото издание на Сила нешто започува токму сега со новиот надпреварувач за кој што се надеваме дека ќе надокнади се што пропуштиме во минатите. Да видиме кој ќе игра. Ненад, кутија број 18. Си го дочека редот, Ненад се презива Наневски, го викаат Нено, што е логично. Со кутија број 18, Ненад, добра ти вечер, добре не вечер. Добро ве најдов. Дали си добар, најнапред на вистина. Супер. Значи не си добар, туку си супер и тоа е одличен одговор. Браво. Зошто си во нашиот квиз? Па прво ајде да речем да се надпреварувам. Ајде го наречем така, пошто не е квиз на знаење, да речеме кај што од мене одлучува. Да, твоето знаење одлучува, така? Овдека горе-доле среќата, да си ја испробам среќата и дам колку, до кое ниво ми е. До кое ниво ти е? Во животот сега ми е 50-50, па се надам дека така ќе остане. Ќе оди сега, добро, се стане. Може да и нагоре, ама дека остане 50-50 у средина, добре. Ќе биде задоволен, така е. Добро, не на това 18-ка, дали ти значи нешто? Па не, да речем не. Ништо не ми значи. Добро. Ми значи дека има ситно нешто натре ниско, пошто до сега сите ми беа ниски, претпоставам дека и ова е ниска. Отвореше кутија се беа ниски, да. Јас забележам тука еден голем лист, да, Ненад беше еден од оние надпреварувачи кои што запишуваше цело време буквално. Сите емисии 20 на назад, што запишуваше всушност Ненад? Каде се поаѓа милионот, у која бројка најчесто 250.000 и 100.000. Така, и тоа го имате. И го имам, сега да речеме, као ме плаши 11-ката. Најмногу до сега. Така, во минатата емисија сгреши господја Ел. И наназад емисии, четврти пат, од кој сум тука, веќе во 11-ката е милионот. Потоа има тука десетката исто има 2-3 пати. Дали тоа значи после ќе сакам да ни објасните? Може ќе ги отворам, може ќе ги оставам за следниот круг, кидам како ќе биде. А ме плаши, да кажам искрено, првиот круг највише ме плаши. Тие 5 кутии. Така, ќе видиме. Ајде, нема сега што да се мислиме и да предпоставуваме што ќе почне да отворите, по тоа ќе видиме. Значи во оваа 18-ка за сега небитна за Ненад, може да се наоѓа едно од овие суми, можеби нешто ниско, а можеби нешто ниско црвено, а можеби нешто високо црвено, дури и цел милион. Никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, ниту јас, ниту банкарот, ниту пак Ненад, затоа што членови на надворешна комисија се задолжени за распредоба на овие суми. Отвора кутија како што тој сака и ја продава тоа што тој сака. Ненад, дали може да започнеме? Може. Прва рунда 5 кутии, Ненад од Скопје. И ајде она рунда која што најмногу го плаши Ненад. Најмногу го плаши, да. Петката нека биде прва Снежана. Почуваме од кутија број 5 Снежана. Веројатно статистички тука според него најмалку имало високи суми. Се надеваме на нешто ниско, отворија кутијата. Иво, браво е! Одличен старт. Ајде, нисата, Татјана. Број 1. Татјана отворија. Добро, 35. Даниел 15-ката. Даниел, што мислиш ти?
Имаш нешто? Ниско плаво. Отвори. Пари плавите се сите ниско. Гледа не е високо плаво 750 динари. Добро, ниско црвено е. Добро. Уште две. Ај, комшикава Јасмина да видам. Јасмина, се мрстиш нешто? Број 8. Ви преиш? И она запишува, или какав тефтер Јона има таму? запишува, Неće da продолжам, морам. Фаца ми преку. Канинат ми каже. Ненад Што рече да мислиш ти? продолжиш. Да, мора некој да го замени. Мора. Така е. Да води на Што статистика. мисли за сумката, Јасмина? Наистина не знам. Сумњевате ја? Не знаеш дека минатиот пат 250 отворив, мада што не мора да значи дека... Ај малку почувајме. Ако, баш. Ај почувајме. Ај, Веселинка 12-ката. Веселинка. Број 12. Отвори кутијата. Нека биде нешто ниско. Браво, ниско е 1000 динари. Уште една ваква кутија. Ненад. Уште една, Така е. Тоа Три ми- црвени. Ми пројде Стравот помина ли? стравот од 5 кутии први. Ајде уште една, па да завршиме со убава прва понуда. Билјана, имаш нешто? Број 3. Чувство Претежно немаш. ниски. Претежно ниски отвор. Ај, Претежно тројката. или ниски. Нека биде тројката. Да видиме Билјана. вечерва. Фурија. Со среќа. Дали ќе биде ниско? Па да. Е. Ненад, ова е добра Ама, прва и рунда. на црвени, бе. Не, интересно е тоа сакам да кажам, дека отвори 4 црвени, ама среќа па највисоката се 35 така. и другата добра вест е дека ќе имаме бајаги сини за понатаму за отворање, така што не поминавме лошо, Така. со оглед на тоа, нели, како очекувавте. Добро вечер за убава дама, дали една од керките ова? Една помладата. Ајде, здраво. Здраво. Стави ни се. Јас сум Јана, помладата ќерка на Ненад. Така, по старата И- каде е? По старата Не можеше да Не дојде. можеше да дојде. Више немаше да ми кажеш уште мене. Така рече, а? Добро, Јана, со што се занимаваш? Дали си студирам, да, На што? за физиотерапевт. физиотерапевт? Браво. И еве дојдов да го поддржам. А нормално, кој ќе Како го и секогаш. подржи ако не керката? Така. Браво, Јана. Кај мама? Мама е на работа. Дали даде некои инструкции, кажуве сега искрено? Ми даде. Да. Зашо да И на чувам. двајцата истите или различни? да. Истата. Да. Што каже Која да мама? чувам? Рече дека десетката Да ја да ја чувам. оставиме. Аха, има ли оно објаснување зошто? Интуиција и на сон, најверојатно, колку што ја сватив, така и дошло. Супер, така ли е? Така ме рече мене, вика, сунав, у десетката е милионот. Чувај. Добро, ќе видиме. Да си Ќе сонувала, да видиме. излечам десетката да е милионот. Види, Така да си многу сонувала. често, навистина ни доаѓа и надпреварувачи, овака што сонува. Банкару, тебе сум те сонувала вечерва, мислам, значи се бајле, разулавена се разбудив. И едва и се повратив, ајде добра ти вечер уште еднаш. не знам што тоа треба да значи. Така е, да ни тргне денот, со цветови дојдов денес. Голем поздрав до Јана од Банкарот и секако до нашиот Него Ненад. поздрав од нас. Вели добро пројде со оглед на тоа дека го плачеше првата рунда и убава е 10.000 динари во старт. Убав старт. 6, 500, 250.000 милион сини во игра. Кажи дали првата понуда важи. Понудата не важи. За сега оно што го знаеме е дека чуваме една кутија сонувана од сопругата името. Да. Луиза. Луиза, од сопругата Луиза, која што ете ја Учителката сонувала, Луиза. што тоа треба да значи не знаеме, но ќе видиме нели во текот на играта. Се надевам дека сега ќе дознаеме за 3 убави сини суми кои што ќе ги отвориме во втората рунда. Повелуваме. А Ирена седмицата. Добро, може. Ирена не ќеше да чека. Ирена си брзо е. Сакаше да Побрзи Гонзалес си ме играте, побрзо си од звукот. побрзо од звукот, Да. така е. Меѓутоа, добро е барем отвори ниско црвено. Што е сега ова пуфкање? 20 кецот ме е Николчо, ама гледам тука имало милион отворено. Имало 1.020.000. Во еден не сум
боксот да отворам пак милиона. Ти би Николчо шо викаш ти како Како е Господ, никој не е. Што да ти кажам? За Господ знаеме, ама за 20 единицата не знаеме. Сино е. Сино, па ја отворија Николчо. ајде да видиме Николчо дали си во право, дали е навистина. Па браво! Браво за интуицијата на Николчо, 2 убави кутии, уште една ваква. Во едната емисија. Во другата, во двојката беше милионот. Што? Милионот. Во една емисија беше во 250.000 мислам дека имаше во минатата емисија во Во минатата, двојката. 250 Тоа двојката. паметам, бидејќи тука сгрешивме, за тоа паметам. Така. Така што да, имаше високо во претходната емисија. Така. За сега не знам. Јас ми на осмицата. Завршуваме со комшивката, преиска се премисливме, сега не отворија кутијата. Дали ќе биде тамо нешто добро, не е страшно. 20.000. Јана, татко ти, гледа како ги чуваш. 6, 500.000, 250.000 милиони заслужува аплауз. Браво, Ненад, браво, професоре, затоа што си професор по историја. Јас никако ти доживувам како бајаги млад, па со ти се обраќам и така и ќе продолжам. Се извинувам. Добро, каде професор, колку време? Во Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи во центар, тоа е меѓу библиотека универзитетска и адвокатска уличка. Вам? И катната гаража Че Кирил и Методи рече? Па да, како не, па тоа е модерна Тоа е, не знам точно, ама најстаро школа во Македонија каде што непрекинато 100 и сега ќе сгрешам, не знам. Добро, колку години ќе отприлика. славиме. 185 славевме, ама ова е некако повисоко сега. За годишнина зборуваш, Годишнина, колку? да. Непрекинато има образовен процес, не се прекинал. Браво И уште- за Кирил и Методи. и Секоја уште чест. кога школото било во дворот на црквата Богородица. Во Богородица, браво. Пошто нели на времето биле ќерени училишта и биле во склопот на црквите. Одлично. Да речеме тамо 15-16 век. Секоја чест. Колку време си? Готово, до крај сега ми е последна генерација оваа и А од кога действам. почна? Од Како? 97 сум таму, 1997, Добро. по 28 години. Така, дали тоа прво вработување или претходно? Не, претходно работев други работи Не мислев како професор. како професор. Па прво каде што влегов и останав до крај. Како А добро? претходно имав на колку места замена на боледување, но тоа да речеме 3-4 месеци. Така, ќе поработиш, па ќе се историја цело време, така тоа имаш завршено? Тоа. А иначе сум работел све живи дивомесечени од животов од 91 година, само што како што знаете и предпоставам и повеќето знаат, Така. тогаш нема ќе работиш, пример кај вас газда сте, вие ме Добро. држите нас 5 души 3 месеци, 4 месеци да не плаќаат даноци, тоа беше, ајде да не речеме еден спортива лига, Добро. од држава, и ќе не шутнат, бидејќи останаа луѓе без работа, имаше работна сила колку сакаш, Така. и нас ќе не трнат, И ќе ќе се ме стават менуваат, други, да. и сега мора да барам друга професија. Фактички работев професија што не сум ги сонувал во Например? животот. Па возев во фурна леп. Што работев друго? Колонијал, бев продавач у колонијална продавница, каде што трговија почнав да учам и почна да ми оди, ама и тоа кратко траеше. Така. Еден сега покоен газата што ми беше, викам Дорве, кажи ми како да направам дупла плата. Па вика, сигурно нема да крадеш мене и муштериите. Така. Ќе се снајдеш, мика, ќе видиш како и како. И седам едно попладне, летно време беше, светско првенство беше у фудбал. И седам, викам, мајко му, како да си направам пари, да не го оштетам него. А имаше, овако, колонијалот имаше доста промет. Така. Од Савеле отварав у 5 сат, 6 доаѓа по млеко, лепи такви работи, основните продукти. И помина еден дечко со транспортна торба ми продава цигари. И го гледам колку пари, толку. Му ги купам сите цигари со мои пари и си ги продам. Ги препродаваш. Ама од дуќан легално, се легално. А, од дуќан, Продам, да. аха. Тоаш немаше фискални како сега, имаше парагон Па блокчиња. за тоа има фискални сега. Сега, и тие парагон блокчиња, фактички ја што продам, тие моите цигари не ги ни Се за пријавувам. тебе. И после имаше една ситуација кафе. Се трошеше кафе многу, сабајлешки цигари и кафе купува луѓе, исто кафе си купував сам си го продав. И навистина не дојде го оштети пивото, газдата. не го оштети ни газдата, Да. не муштериите. И дојде сега светско првенство и комшија да стаиш 2 глеби после работа, имаме утакмици, ќе гледаме, ладно пиво ќе пиеме. Еден имаше Раде, вика, абе вика, што не земеш, вика, ти онда дека продава проно камиони пиво и сокови Аха. у населба,
Да. Вика, што не си купиш 10 гајби, на овој му се празни на газдава гајбите, продави ги како твој. Викам, добра ти идеја, ако ми избркам, ако ме фати. Да. И си ги продав така фактички, ќе си ги успеа да купам со мои направиш пари, пари. си прави пари. Така е, она што велиш никого не Да оштети. не го оштетиш, а да дојдеш до поголема сума. Така. Освен малку државата, ама нема врска. Држава немаше тоа држава што беше вака. Немаше фискални. У гаража фирми отвараш. Така е, се согласувам. Беа едни поинакви времења, секој се снаоѓал како знаел и умел. Важно дека човекот работел. Некоја чест или банкарот се снаоѓал, работел, што да прави. И вели оно што си го правил ти да купиш па да препродадеш, сега му доаѓа од прилика понудата колку е? Од 10 на 20.000. Банкарот продава, ја купувам овде сега. Ете, види како да работиме. Значи вака, 20.000 денари со сите 4 високи во игра со 7 милион. Кажи дали втората понуда важи? Не важи. Браво. Понудата не важи и тоа значи, навистина интересно изгледа екранот, одамна вака не изгледал екранот Јана, 10.000 како најниска црвена, сите други 4 високи во игра, 6, 500, 250 милион нека си останат и дури 9 сини, ти отвори само 2. Овој па треба да отвориш 3, се надавам сини, за да добиеш убаво покачување на понудата. Број 3, повели. Мартин, тоа нешто. Ај, отвори ја. 19. Браво. Одлично. Педица, како ти вика тебе? Број 22. Гавчињава на комшијава бивши. Опасен си, ја? Да не те дирам. Добро. Он вика дека е опасен. Евгенија, сега ми е страф од Евгенија. Милиончето беше од 14-ката. Евгенија, барем до сега беше во права. Навистина, за вечерва никој не може да гарантира. Јана, дали си ти за 13-ката, како ти изгледа? Па, ја запознав сега кога дојдов. Сега не знам дали тоа треба да се смета како... Како ниско или високо? Како ниско или високо. Ама, вајде има нешто, така да не знам. Па и нека биде за среќно запознание 13-ката. Бој да не е пак сузна. Мислам дека може. Ајде, Евгенија, јас повеќе сакам заради тоа што Евгенија до сега нема сгрешено. Отвори ја. Браво. Симона, што отвараше ти минативе емисии? Број 20, Симонче. 20. Немој 7 милиона да го отвориш. Ај, Симона. Ќе отвориш? Ќе отвори. Симона, отвори ја. Браво. Секоја чест, па да, затоа што некако се подзастанавме, се подзамисливме и многу важна трета рунда, сина рунда и ги остави 6, 500, 251 милион и ни дава надеж дека една од овие високи, да се надеваме всушност дека има оваа 18-ка и навистина добро ни одиете, има тука некоја, речем, статистика, така е. Не, Шемона, него што си запишав и се, ајде. Така е. Понезека, одам да видиме. Ова како ќе испадне слалом, велеслалом. Што ќе избегнам, што ќе... Кажете ми само од овие што ги чувате, каде, освен кој број ми кажавте дека најмногу... 11-ката најмногу ме плаши, пошто до сега 4 пати паднала. Тоа сакам да кажам, добро милионот. 10-ката зашто жена ми рече да чувам. А овие другиве, 17-ката 2 пати падна милионот, 16-ката Јован, некај тебе, као бројка, некај тебе. Јован имаше ниски со тоа 35.000 во минутата. Добро, во ред Луиза рече учителка? Учител на Станичко исто кај мене, устото школа, она е од 1 до 5, ја предметна од 6 до 9. Колку и е она таму? На 2 смени работат, втора смена, затоа не може да дојде. За жал. Втора смена и дежурна е, плюс треба, онај систем го има, часови имат и после тоа како сега тоа што ги чуваат децата. Целодневна? А, така, добро. И мора дежурна се мора да седи таму. Добро, дали, мислам, колку време е она таму? Она е таму од... Повеќе од тебе или? Не, помалку од мене. А, така, после тебе. Она работеше во Бутево. Мислам, колку време е она таму? Дали... Она е таму од... Повеќе од тебе или? Не, помалку од мене. А, така, после тебе. Она работеше во Бутево Живко Брајковски и кога се породи со постарата ќерка, бидејќи живеевме во Ото Комада, ја од Ото Комада сум иначе, сега живеем во аеродром,
пак сум на. Така. Требаше Иве дели еден мост. Да, ама требаше 2 автобуси да употребува од Автокоманда до Битпазар и од Битпазар до Бутел. Бидејќи ја доеше поголемава, бебево, постарава ќерка и некако мене не ми се допаѓаше тоа малтретирање буквално, поготово зимно време у 4 сат се стемнува. И не сакав да одам на оној систем вештачко млеко и тие работи, пошто имаше млеко и одев по на старинското дека мајчиното млеко е најздраво за имунитет, што да токнам и останува тој понатаму. И се покаже тоа како такво, фала Богу, и двете не се Добро, значи разборени. се префрли во Не се добро. дека не сеќам дали после 2001. Не е важно, точно сакам да кажам колку време сте таму, дали се од студии се познавате, се знаете? Не, 9 години сум постар од неа. Значи не се знаете од студии, добро, во ред. Физиотерапевта постарата? Она е лекар ќе биде, исто медицина. Така, значи ниедна не тргна по стапките по просвета. Боле да не тргне. Добро, не може боле, кој ќе ги учи овие деца сега? Мора некој тоа да го работи. За жал никој више не студира тоа. Како? Не студира. Знаеш дека тоа сакам да го прашам, колку децата им е интересна историјата. Мене беше исклучително интересен предмет. Сега веќе некако се сменија генерације, се смени помала бројка, ама и помал интерес за учење, воопшто за учење, не само историја. Порано, кога се запослив, беа 33-34 деца еден клас и беа 3 класа. И Бога ми имаш ученици каде што ти не го испрашуваш, него дебатираш со него. Така, учи, чита унапред. Тоа е. А сега веќе некако не знам, некако поише за оценка. Помалце све за оценка работа. Да, ќе научат кампањски. Денеска за утре, кога испрашувате, викам на сите ќе ме гледате, ќе најавам. Ти ги најавиме испитиве, јунските испити. Јунските. Добро, Банкару. Да, како за број 3 вели Банкарот, зборам понуда. Број 3 понуда навистина одлична, ама одлична е затоа што и ти си одличен и твојата игра одлична. Сите 4 во игра 35.000 денари понуда број 3. На половина од играта имаме уште 3 рунди, на половина од играта. Знам дека многу нема да се размислува, кажи дали понудата број 3 важи, понудата не важи. Да видиме сега како ќе одиграме за понуда број 4. Се веќе Илија 17-ката. Само момент, Илија, да видам нешто. 17-ката Илија. Јана, да играм 17-ката или не? Јана? Ги погоди до сега така да. Не, нема врска. Се враќа неколку пати кај 17. Да, ако ти дошло да ја отвориш, отвори. Илија до сега колку што го пратев, немаше некои големи суми, освен еднаш имаше колку 6-5 ли како беше. Илија 17. Илија отвори. Се мислевме 3 рунди за 30 денари. Браво. Рековме со Перица се скарав. Опасен е, него тирам него. Шескава ме влече. Отвори ја. Да, ајде. Ајде новитен преварувач го се отвори. Ајде. Браво. Само 5 денари може уште една да отвориме сега така. Сега тесно круга. Да. Пак мора да видам одека. Што ми остана 22-ка, 2-ка, 4-ка, 9-ка, 10-ка, 11-ка, 14-ка, 16-ка. 16-ката 3 пати била. Во 16-ка 3 пати. Не. И 11-ката 4 пати. У 14-ката 2 пати. Стефан, ти беше светиот пророк, ама сега, ајде ветката отвори, сега што да... Браво. 100 денари во ова Са што да прам? четврта рунда. Што разговарате? Само да прашам. Ајде. Са што да прам, ако... Уште една ти треба? Не, имам 3 големи, ама гледам понудата да видам ако е добра да прифатам или не.
Па нека ти кажи. После тоа ќе ги погодам, ве гарам. Па нека ти кажи. Ќе видим. Ајде. Добро. А сега сакаме сите да чуеме што зборевте. Викам 35 беше последната понуда? Да. Сега колку ќе биде 45, а? Да прифатам, ако биде 45, затоа што по некоја логика, не логика, бидејќи овде има логиката, нема логика. Така е. Колку што пратев и правила нема правила. После понудата на назад овие денови, која ќе добие понуда, која одбие голем, добра сума, 45, 50, 60 илјади одбие, обавезно милионот и 250 А добро, а не веруваш вака дека, мислам Јанче, може би поглед на играта да нема нешто високо тука, некој милион, 100.000. Верувам, ама стравот е голем. Како беше стравот? Верувам, ама не верувам, се вика ова. Баш, ко песна, веруjem, не веруjem на Бајага. Веруjem, не веруjem. Да видиме. Не, по-оно би рече 10 када да чувам. Ќе видиме. Се јавија нашите дрвени адвокати овде. Река банкарот вели очигледно дека математиката на Ненад никогаш не му одела, затоа предава историја, така рече. Точно. И погодил. Банкару? Знам. Така. Банкарот вака вели, Ненад многу паметно што се предава историја, оти математикава не му оди. Зошто вели не му оди? Кажува сума, а не гледа дека ги има сите 4 високи и ти дава 45.065 се. 45 ми дава? 65! А 65 ми дава? Те закачам. 45 очекуваше, доби 65. Сега, тие ги имаш и на екранот. Ги имам. И уште 3 повисоки. Ќе му те пава дома после. А што кажа, Луиза, што кажа? Рече, со ако колку добиеш да... некоја сума 1000 евра, зима и бегај. Немој И не се врти назад. И не се врти. Ако одбијам и промашам, кај кој идам, кај да се преселам. Доброволно да напуштам терен. Јано, шо викаш ти? Вие се договарате за 45, а имате 65. 65, да. А 65 имам и тука. И тука ги имате. Така е. Оваа кутија може да се одржи 20 денари, може 65, може милион. Може. Се може. Играта е одлична, но знаеме добро дека може и да се сгреши. Да. Па тоа ме плаши. После тоа обавезно идат како по непишано правило од овие три, една сигурно ќе погодам. Која ќе биде, не знам. Мислам ќе погодам да биде тамо милионот 250.000 или 100.000. Јанче те прашува нешто. Значи ќе падне бројка. Монолог. Он си прави муавет. си правам Мисле сам дека со тука себе му се ученици и раскажува се. И дома правам муавет на балкон кога пушам цигара и си правам, жена вика, шо правиш, со кој правиш муавет, со тебе викам. Кога со мене, ако не сум тука. Дали што планираш да отвараш ако не прифатиш? Немам план за отворање, буквално отворам според статистикава. 11-ката, 10-ката рековме ќе ги чувам. Ме плаши 14-ката, пошто и таа два пати бил милионот. Перица ми рече дека он е опасен и останува двојката и четворката. Он само с 2 за отворање има. Првите две, ако ги отворам добро, ќе биде добро. Третата се надам дека не да промашам. Добро, застани сега овде. Сега јас ќе го стројам професорот во име на ученициве кои што ги строи со години назад. Значи, сега е професорот Ненад во улога на ученик. Он одговара, он размислува, он кажува, он се тресе што ќе прави, како ќе прави, чисто да види како им е на учениците на кои што им предава. И ако сметам дека си важиш за оние добри професори кои што имаат разбирање, значи вака, 65.000. Ако ги одбиеме сега, играме следна рунда, предпоследна, така е. И не треба да ги отвориме барем 1.250.000. Ако можеби се наоѓи една тука во вашата кутија, ако отвориме високо, мислам многу калкулации се. Отварам. Оставам 20 секунди за прашање од 65.000 за понудата.
Човекот да играм? А? Да прифатам или да играм? А? А? Што осеќаш? А 3 големи се. Тата, 4 се големи, да. А? што осеќаш? Како? Што осеќаш? Да ги прифатам. Е, па, Не осеќам знаеш ништо. што ти е? Ако Ништо не. ги одбиеш имаш 3, ако погодиш едно од тие 3 ќе ти падне. Ќе падне само. Е, ако не погодиш, ќе се Ама, кажеш. ако не знам. Ама 65 кој ти ги дава. Упс, полека. Дали имаме решение, одговор, идеја што ќе се прави со 65.000 денари? Ај, прашете ме. Да прашам? Прашај. Што ќе ми одговори, Ана? Не знам, Не знаеш? непредвидлив е. 65.000 се во игра, ги има и тие на екранот, и 100.000, 250.000 и милион. Кажи дали важи. Важи. Сепак важи. Важи. Зошто? На ваква игра. А? Аба не знам, дека се веќе се стеснува кругот и Ај баш да видиме. гарантирам дека ќе отворам една голема од трите, не 65.000, од 100 до милион. Ајде да видиме. Една ќе отворам. Ете, Ајде, десетката Магдалена отвори. четворка. Полека. Да ја видиме оваа рунда, важна, Магдалена отвори ја четворката. 40 денари, неверојатно, неверојатно. Добро. Не аплаудираме, затоа што добро му оди после прифатена. Чекај. Чекај, тамо беше милионот, тамо и тука. Игри како што би играл. Доле. Јован 16. Јован отвори кутијата. Милионот уште во игра, 100.000 се во игра, 60.000 во игра. Може би некој од овие се наоѓа во 18-ката. И така 14-ка Павлина. Само малку, полека. Дали ќе беше отворена? Прашувам се, не. Ќе отворам сега Павлина после. Ама дали таа ќе беше отворена, прашувам. Ко не разбрам. Велам, и дали играме како што би играл во случај да ја одбиеше О, порудата? не. Не, ми текна така. Ако ја Играме- прифатев, не, ако ја одбиев, ќе играв четворка. Добро. Јован така ми дојде. Добро. А и Павлина се да го чистам тој комшискиот ред. Тоа велам, значи Така. дали вака ќе играше? Така. Така ќе играше. Да, така. Значи, да ми кажеш, Лила, не важат 65.000. Да, така ќе играв. Четворката, 16-ката, Добро, 14-ката. во ред, тоа сакав да знам, за да бидеме сигурни, Така. да знаеме дали имаме зашто да ни Да биде жалиме. жал или Да. само малку, Или ќе се Павлина да. полека. Во случај да кажеше не, ќе избереш 14-ката, а што има таму, Јана, кој ќе да знаеме? После рекламите. Одиме со реклами. Неверојатно добра игра до самиот крај на всушност на оваа игра на нашиот надпреварувач, професорот по историја Ненад Наневски од Скопје. Игра со кутија број 18, во која што се наоѓа една од овие преостанати што се на екранов, не знаеме што има внатре, само знаеме дека ја продал за 65.000 динари во претходната рунда. Сега ја погоди 250.000, 100 милиони 65.000 ни се во игра. Павлина, отвори ја кутијата. Ова се вика смеем се, а плакао би песната. Да, баш така. Вака ќе идеш. Вака велам ќе Вака идеш. играв, така. Кој ги чуваш сега? Кој ги чуваш за до крај? 80-ката, добро? За крај 11-ката. И сега би играл една од овие две прва. Са не знам која прва. Добро. Ама изгледа Добро, чекај малку. Погледни на екранот. гледам Која се наоѓа во 18-ката? милионот. А во 18-ката не знам. Во 18-ката 65.000. Во 18-ката 65.000 мислам. Колку пропуштивме? 95. Ја. 95.000 пропуштивме. Штета. Но пропуштивме ли уште поголема сума да или пропуштивме милион Милион. или 100.000 кој што е повисоки 95? Ќе беше ли прифатена оваа понуда? 90? Уху. Да. Ќе беше. Ќе Ја беше. 65 прифати, па за 90. Одиме со да видам, навистина многу ме интересира како ќе одиш. Двојката сакав да играм прва Зоран, пошто Перица ме премисли Ајде, Зоран. за Зоран.
Кој те премисли за двојка? Па не, Перица ме премисли за 22-ката, не рече опасен сум. А двојката како ја чуваш? А не ја чував, него се измеѓу него и него, викам он да не е горе милионот. Не ја чуваше, ама среќа па си ја случува скоро до крај. Да видиш ги чував тие што ги чував, таму ќе испадне сега 10.000 Перица? 20 денари. Ај Перица сега да видам колку си опасен сега. Перица, ајде да видиме колку си бил опасен. Бил опасен. Бил опасен. Да. Не очекував од двојката дека ќе биде, не очекував. Не очекуваше сосема случајно, ја остави Меѓу Перица нема, двојката. пошто Перица рече опасен сум, ај викам ќе дам тоаш доле. И за Ама крај, испадна дали Зоран поопасен. ќе ја чуваме, дали ќе ја чуваме на Луиза десетката? Ај ќе чувам на Луиза 11-ката некој отвори Фиданчо. Ајде, Фиданчо. Број 11. Отвори. 10.000. Ау. Кај мене сиди 65 или 20, како што сите емисии беа мали, 20 ќе биде кај мене. Да, а? Мислиш? Ако е 65... Значи вака, да. Во твојата кутија има 20 денари или 65.000, земените се 65.000. Пропуштивме 95. Поточно 30.000 пропуштивме. Другите ги земавме. Колку ќе беше сега понудата, банкару? Колку? 32. 32 ќе беше. Што ќе направеше сега со 32? Со 32? Да, дали ќе ги прифатеше или... Ќе ги прифатам, пошто 20 се кај мене, гарант. До сега сите беа ниски. А може еднаш имав 65.000 до душе, можда и 65.000. Јана, што има таткото? 20. Отвори ја кутијата. Кутија продадена за 65.000 денари, внатре има 65.000 денари. И што заклучуваме, Ненад, дека тие биле за тебе. Така е. Тие се, Анита отворија твојата десетка. Луиза, да ја поздравиме со 20 денари. Луиза, држи цела емисија. Така е. Слушај, веројатно сакала да ти кажа, почини се од 10, не си ја разбрал. Сигурно. Добро, луѓе, 65.000 денари, добра е. После претходната емисија која не земавме ништо, сосема сме задоволни со оваа игра, Ненат и со овие 65.000 денари. Интересно е како да си играл до самиот крај со твојата кутија, дали си задоволен? Да, задоволен сум. Малку ни е жал за пропуштените, имаше добра игра, ама... Знаев дека после, ако не ги прифатев, ќе одат при големи. Тоа некако непишано правило у сите овие емисии која ги пратев и обавезно овие учеснициве отвараат две. Дури се случува една по друга, да речеме, голема да видат. Среќа, Ненат, буквално ништо не изгубивме. Колку дошле во кутијата, толку си ги зема, секоја чест. Што е за тебе, за тебе. За тебе, така е. Ненат, за крај? За крај вака, да ги поздравам сите учесници тука, да им посакам среќа повеќе и... А чекај. 23-ката ја заборавивме, па нема збори. Збори, човек, кој од мене збори? Ја заборавивме 23-ката, не сме готови, па ја заборавив дека ние можеме да ги двоиме. Што? Не. Што бе не? Чекај, како не? Чекај малце. Пропуштиме 95 да ги надокнадиме. Не, фала. Олга ми исплаши минатата емисија. Олга сгреши за жал и си отиде без ништо. Јана, која би ја играле, ако ја играше таткоте 23-ка А, Б, В, Г, Д, половина бонус и што ништо или двојно ќе погодевте? Ај кажи ми, која би ја? Јас која би одбрала? Да. А, прва ми е. Заради тоа? Дали се согласуваш? Или А или В, некоја ти изведе. Па една кажи, Ајде, А прва ја реков. Ајде, дојди, отвори ја. Добро се разбравме, не ја играме. Ајде, Јана, дојди. Да ме ставите на нова, видам среќниот доведник. Значи, онака да ме потпрашам, ама не се договоривме за играње. Јана, отвори ја А и ти која сакаше В? Јано, Не, Јанче, само отвори ја. Само не отворам. Од оваа страна, така е, ајде. А ја би ја играл Г. Добро, ајде први. Јана, отвори ја А. Да видиме што има таму. Ау. Пак без ништо. Ајде уште Г отвори ја на таткоти. Отвори ја Г, да видам што има Г-то. Тоа го интересира. Ништо не пропуштивме. Пишаното. Ти благодарам, Јана. Може да се седнеш. Ете, толку е. Ненад, уште еден доказ, овие биле парите. Дека тие се, така е. Ајде сега за крај. Кого ќе поздравиш? Вака, ви поздравам постарата ќерка, сопругата и мојата фамилија, сестрите, братот и нените семејства. Да ги поздравам секако
персоналот, целиот се директорката во Свети Кирил и Методи и учениците. Така, И сите што ме познаваат во населба. А после квизови тие што не те познавали, тие ќе те познаваат. И тие ги познаваат. Чести там, дали се задоволни, Ана, задоволни, не изгубивте ништо, буквално колку имавте во кутијата, столку сироите убави 65.000, малку пропуштивме таму со таа претходна понуда, но на крајот на денот па кој да знае, можеби немаше да одиграш така ако не ја прифатише понудата, така што задоволни си одиме. После она ништо од претходната емисија, 65.000 ни се гледаат како милион. Професоре, честитки. Фала, Јана. Се гледаме во следното издание. Чао, чао.